Drago mi je što smo danas tuka, pogotovo u ovoj prekrasan restoran, koji što sam imali ja 2,5 godine, od današnjega 92. godine. Kako što me predstavi, ja sam Marco Krstecki i doktor Branislav Svetozanović, autor na ova knjiga, rečenstvena knjiga. Bi počnal so jedna izreka, se veli, pred вистината и боговите молчат. Овде во оваа наша книга е вистината напишана, а према тоа и богарите молчат. Во оваа книга се собрали преку 1100 аутентични докази, собирани од повеќе во период од 30 години, ни сите со потекло од сите постоечки земји и непостоечки земји на целиот свет. Авторот ги собирал овие докази за себе, не рачунајќи дека еден ден ќе дојде до ова да напише една книга од 920 страници. Меѓутоа, излегувањето на книгата дојде во еден период со добар тајминг, кога нашите соседи, скоро сите соседи, почне да не негираат тотално. Тоа негирање постоело од секогаш. И пропаганди против нас, постоењето на македонците и така натаму, меѓутоа беше сега со голем интензитет пред некоја година. Овие што помогнаа, а начело со професорот Бранислав Светозановиќ, треба да бидат горди. Создадува едно величанствено дело, кое досега е ненаправено во Македонија. Ова дело се занимава со името македонци. Се пишувало за разни статии, за цркви, за борби, за војски, и така натаму. Меѓутоа, ова дело опфаќа еден огромен временски период, како името македонци обстанувало од Лајкада па до 1945 година. Како секој македонец, иако не сме имали држава, секој од тие македонци, кога оделе настрана, или на било какви насани, кога го прашували кој си, од каде си, која националност си, пишувал македонец. Јас сум македонец. Евоат од Бугарија научници, историчари. Не се сите бугари што не негираат. Има и некои што се поборници за вистината. Замислете, бугарите во 1997 и 8 има донесена една платформа, нивна доктрина, до 2030 година не смее да има македонец во Европа. Повеќе тоа професорот ќе ви каже, имаме една брошура изработена на енглески, која што ја доставивме до сите амбасади во Скопје, сите светски амбасади во Скопје, да видат Европа преку што премолчува и што Европа не тера нас не тера да ставиме бугарите во устав. Би може многу да изборувам, ме среќаваме луѓе на овие презентации што ни плаче за истината која. Па ова никош не го слушна. Солзи. Еве и сега имаше солзи во Австрија, во Виена. Во Италија имаше солзи. Толку од мене, повеќе од доктор професор Бранислав Светозаровиќ. Благодарам, Мацо, благодарам за најавата. Пите исто организацијата, па те џоле за големото срце и ова што ни помогна за просториите. Ви благодарам и на вас што извоивте од вашето време и секогаш е тоа едно посебно задоволство, секогаш секоја промоција е и посебна приказна. Навистина, како што спомна Ацо, веќе не знаеме колку
на број се во колку градови низ Европа и низ Македонија сме поминали, не повикуваат дури ваму во Австралија често пати, па ќе видиме како ќе оди целата работа, но да се фокусираме сега на она што ја содржи оваа книга. Содржината всушност е нешто што недостигаше, како што кажа, недостасуваше во нашата наука, а тоа е дека имаше множество на, значи огромен број на студии посветени на македонскиот јазик, на македонската православна црква, на македонската државност, на македонската борба, меѓутоа немаше интегрална студија, значи на едно место да бидат собрани доказите и сведоштвата за името македонци. Како тоа обстанало? Зошто ние тоа име го носиме? Зошто нашите предци тоа ни го предаде? И тоа беше еден предизвик прво за мене, а потоа кога дојде моментот, тоа што го слушнавте од Асо, се преточи во книга и така почна нашата соработка и со Ацо, застана покрај мене целосно и се создаде една многу интересна приказна околу оваа книга, но таа книга всушност е нешто што новинарот Горан Момировски во една емисија кога гостував Заспи ако можеш, ми рече: професоре, оваа книга сте ја напишале вие, но простете, таа не е ваша, таа е на целиот македонски народ. И навистина е така. И таа книга во себе содржи, како што слушнавте, 1100 документи од прилика, од периодот од значи, распаѓањето на античката држава до создавањето на современата македонска држава. Значи, тоа е период од 2000 години во кој феноменот на македонците обстојува и без обстојување на државата. И тоа е нешто што е многу ретко во светот. Колку што ми е мене познато, само два народи во светот успеале после 2000 години да ја обноват својата држава. Тоа се македонците и тоа се израелците. Имено во почетокот на 20 век, кога веќе се зацртуваат од македонските интелектуалци првите национални проекти, и кога тоа го дознаваат соседите и големите сили, не можеле да веруваат, ниту сакале да прифатат дека повторно ќе се создаде една држава со името Македонија. Силата и енергијата се наоѓа во самиот народ. Така што ние, да речеме, во книгата покрај документите, сведоштвата, има и мои анализи направено. Значи за секој период, за да може човек кој сака малку попродлабочено да ги разбере документите, прво ги чита тие воведи. Инаку за да ја создадам оваа книга, јас се консултирав со 14 доктори на науки. И не само од историјата, туку и од географијата, филологијата и така натаму. Но сето тоа му дава една голема тежина на ова дело, а инаку, како што спомнавме, 34 земји. Значи, тука има и сведоштво од 34 држави, постоечки и непостоечки, од Австралија до Канада и од Аргентина до Јапонија, најмногу од Европа. Ќе изјавев нешто, веднаш бугарите реагира: овој пат еве 3 години има молк, и тоа е веројатно затоа што тука се повикувам на извори кои ги цитирам од која книга се, или од кој весник, или од кој архив документот се наоѓа, со прецизни сигнатури. И тоа е веќе голем проблем, вклучувајќи ги бугарските архиви. Значи, и од таму сум извлекол доста документи кои укажуваат на тоа дека на тие простори во Македонија секогаш живеело население кое се изјаснувало
како македонци. Не дека тоа е нешто правило и дека се било идеално, не. Меѓутоа секогаш имало луѓе, слој на луѓе кои или некои други ги препознавале како такви. Мојот критериум за книгата беше да има сведоштва напишани дека за постоењето на македонците од обичните, најобични луѓе, например, тоа може би да бидат печалбари, може да бидат новинари, може да бидат студенти, наши кои оделе, војници, потоа има политичари, потоа има авантуристи, но има и документи од европските и светските канцеларии. Може да се каже дека еден од највпечатливите документи е оној од царот Леополд година, кога македонците, бегајќи после Карпошовото врстание, дел од македонците емигрираат на овие простори. И дури и овие простори биле под Хабсбуршка монархија во тоа време, нешто претходно, пардон, но во неговата канцеларија дошле представници двајца од Солун и од Кожани, кои во име на македонскиот народ побарале заштита од царот, затоа што тие во Карпошовото повстание биле сојузници на австриската војска која дошла до Скопје. И тоа е феноменален документ, царски документ, каде што тој, таа повелба ја има тука од 1690 година, каде што наредува на целото царство дека секој припадник на македонскиот народ кој ќе дојде во ова царство ќе биде заштитен, е под моја заштита и да има привилегии за тоа. Најголемиот проблем кога истражував беше да се пронајдат документите за време на Османлиската империја. Во тоа време, во Османлиската империја која владеела со цел Балкан, никаде не се запишувале луѓето по етнос, туку по припадност на вера. И таму не можете да најдете македонци, грци, бугари, срби, ниту турци, туку само муслимани, христијани и евреи. И тогаш се сетив дека морам да ги следам македонците како се иселувале од Османлиската империја и следејќи ги нив да видиме како се изјаснувале. И тогаш се случи неверојатна работа, а тоа е дека кога ги проверувавме документите од Австрија, од денешна Германија, територијата Чешка, Словачка, Италија и така натаму, пронаоѓавме луѓе кои уште од првата или втората или третата генерација веќе се изјаснувале дека се македонци. Дури на своето име и презиме го додавале и атрибутот македонец. Например, во германското говорно подрачје најчесто Македон и Манседонија. Каде што сега за жал се водат најголемите битки и борби, таму македонците создале повеќе населби, некоја од нив се вика Скопје, некоја се вика Полок, Каратово, препознатливи, меѓутоа три населби се нарекуваат по македонското име. И сега се прашува човек, па добро, како тоа предходно пред Османлиската империја на тие простори владеела Византија, владеела Бугарија, средновековна Србија, а луѓево не се изјаснуваат како такви, туку се изјаснуваат како македонци. И тогаш морав да се консултирам повторно со одредени стручњаци од таа област и открив дека во тоа време луѓето 99% селанството било неписмено и тие не знаеле да прочитаат, значи тоа го пренесуваат од предците. И ги испитав чувствата на припадност какви им биле. Тие знаеле, кога ќе го прашате
Што си ти? Значи тој оди, нели, доаѓа на овие простори овде, го прашуваат што си ти? Јас сум христијанин, раб Божи. Добро, и ние сме христијани, тоа ништо не значи, ама те слушаме, не зборуваш на нашиот јазик. Кој си ти, чив си? Епа јас сум од феудалецот тој, непосредниот господар што му бил. И тоа ништо не ни значи нешто друго. Епа јас сум, например, од родот Смилковци, Миладиновци, нели? И така натаму, и тоа ништо не ни значи. Но кога ќе кажеле дека се од Македонија и дека се македонци, значи таа четврта припадност што ја знаел секој, територијалната, ги отварало сите врати тука на овие простори, затоа што во 15-тиот и 16-тиот век тоа ги имаме тие докази. Најголемиот број, тоа е период на хуманизам, се вика, најголемиот број од книгите се навраќали историските на античкиот период. И овде биле многу популарни, се читале и најмногу се читало, меѓу другото, и за античка Македонија. Сите знаеле за Александар Македонски, знаеле за татко му Филип и така натаму. Значи тоа било препознатливо и уште нешто било многу важно. Македонците се наоѓале во најчитаната книга на сите времења, а тоа е Библијата. И замислете кога ќе се представите вие тука од тоа време дека сте македонец, тие со многу голема почит тоа го прифаќале. Затоа што знаеле, читале, имало многу повеќе писмени луѓе тука, кои биле македонците и во Библијата, но и во историјата. И затоа често пати јас тука има примери, можеби 100-230 примери на луѓе кои на своето име и презиме додаваат Македон. На британски специјалци да го испитаат македонското национално движење, тие во извештаите напишале на Foreign Office-от, пишале, па овие вика не се комунисти, овие сите се македонски националисти. Значи, многу посилно било македонството од самата идеологија. Идеологијата не ја познавале толку многу луѓе. Знаеме дека само околу 350 до 400 луѓе биле членови на комунистичката партија, а движењето опфаќало илјадници луѓе. И значи траги од различен аспект гледано, да не зборуваме за новинарите и така натаму, но има и сведоштва, да речеме, од затвореници, од судови, каде што, например, бугарскиот суд осудува 35-6 луѓе 1936 година за ширење на комунистички идеи. И овие кога ги суди, го имаме записникот, судијата ги повикува, представи се. Јас сум тој од село, пример, Конопиште. Јас сум македонец. И сите се изјаснувале дека се македонци. И тоа во записникот е запишано. Сега, кога ги суди судијата, ги осудува, вели, ги осудуваме за ширење на комунистичките идеи со смртна, доживотна казна и така натаму, и дали имате нешто против тоа да кажете. И тој што е прво обвинетиот во име на сите, на судијата му вика, господине судија, вика, вие, вика, тука не судите дека сме комунисти, дека шириме комунистички идеи. Вие не судите само затоа што сме македонци. Такви луѓе оставаат неизбришливи траги и аманет, а не ги ни знаеме. Или, например, она кога Ризоспасис, грчкиот вестник 32 година, известува за судењето на тројца македонци од едно леринско село. И судијата ги прашува дали имате нешто да кажете. Инаку судијата вика тој вика од село, тоа и тоа од Леринско, бугарин се осудува на смрт и другите двајца. И тој прво обвинетиот вели прво вика јас сум директно виновен, јас губив. Значи нема зошто моите пријатели да ги осудувате на смрт. И второ што е најважно. Не ми е проблем тоа
што не сте не осудиле на смрт. Сакаме да пишете таму дека сме македонци. Значи, видите, во тие моменти кога му е животот уште еден ден може би му трае, за него поважно било да се пише таму дека е македонци. А тоа се луѓе анонимни. Не ги познаваме. А оставиле една свесност која сега во ова време просто е неразбирлива за нас. Меѓутоа, заради таквите луѓе, ние успеавме да дојдеме до држава. А што значи држава? Тоа значи дом, односно во светот постојат 2000 народи, а само 200 нации. Значи, народите кои имаат своја држава се само 10%. 90% немаат своја држава. Во тие 10% е и македонскиот народ. Ги информираме целокупната јавност дека Бугарија има создадено стратегија за 21. век, замислете, во која се вели дека во 21. век нема да има македонци никаде. Еве 21. век тече, значи 2024, сега сме 2025 година, а тоа не се остварува, фала му на Бога. Меѓутоа, замислете таква една доктрина да се направи од една соседна држава. Еве ги подписите на докторите на наука и ова преведена на англиски јазик и секој ќе доби од вас кој е заинтересиран. Исто ја распоредуваме секаде низ Европа и низ светот за да покажеме со какви комши имаме работа. Зошто ова ни се случува? Зошто македонците се криви што се живи? Кој е тоа право некому да определува кои сме ние? Кој е тоа право некому на некој поединец да дојде некој да му каже не, ти не си тој, ти не постоиш? Мислам, тоа е надвор од памет. Меѓутоа, за жал и во 21. век и во Европската унија постојат такви концепции и ние не смееме да молчиме пред тоа и мораме да ја кажеме вистината и се определивме најмногу науката да зборува, затоа што тука се и нашите аргументи, вистината е на наша страна, борбата за вистината не е лесна работа, верувајте. Сега доаѓа нашето време, кога веќе никој не може тоа да го оспори. Инаку, за прашањето на архивите, дали може некој нешто да уништи? Многу интересно прашање. Не само што не се уништуваат архивите, многу интересна работа. Секој окупатор на некоја држава се може да бомбардира, а архивата не. Веднаш оди да ја преземе за да може да преку архивата да контролира состојбата која затекнале во таа држава. И секогаш тие архиви се чувале. Многу ретко има уништување. На други работи има уништување, има крадење или артефакти, така натаму. Криење. Меѓутоа, архивите секогаш ги чувале, така што нема никаква опасност од тоа. Имало времења кога, например, грчките владици имаат наредено во македонските градови да се запали се што е на македонски словенски јазик. Да не остане никаква трага. Нас ни се случи, да речеме, јас ја барам една книга од Бугарија, не знам колку време, само во еден пример. Но, дојдовме и до неја, многу важна, тоа не случајно. Другите примероци биле уништени и сочувана само една за нивни потреби, меѓутоа, вистината е чудна работа. Исто така, примерот со книгата за македонските работи на Крсте Петков Мистичков во 903 година. Министерството, замисли, за војна на Бугарија, значи Министерство за одбрана, ја откупува книгата и ја пали, за да нема никаква трага дека запишано дека македонците веќе дошле до ниво да размислуваат за создавање на своја нација, односно слободна држава. Но останале 4 примероци, а сега тие 4-5 примероци се во 10 на милиони примероци, така што
ta, da rečeme, loša namera je osujetena na neki način. Zamislite, do 45. godina našите i ne znali дека постоја, само ретко кои, ама научници ја знаеле. Ја цитираат научници из Европа. Веднаш ја побарале и така е спасена. И дури еден примерок имаме оригинален и во музеот на Македонската борба. Така што таква некоја генерална опасност не постои. Тоа е. Нешто друго, ако ви интересира, повелете. Ајде. Јас би ја поздравила иницијативата да се донира книга на библиотеката во Хајделберг. Јас студирав на Универзитетот Хајделберг и можам да потврдам дека они имаат таму една секција на славистика и таму може да се најдат неколку македонски книги, меѓу другото граматиката на македонскиот јазик и мислам дека уште една-две други дела од Блаже Коневски. И на македонски јазик ќе добро. Така. Јас сега живеам во Франкфурт и мислам дека вие ја знаете книгата Македонскиот јазик. Да. Таму во Националната библиотека има две национални библиотеки во Германија, една во Франкфурт, една во Дрезден, ако не се лажам. Да. Мислам дека, јас во Хајдберг, ама мислам дека било добро и во Франкфурт веднаш да биде дел до Македонскиот јазик. Мислам дека оваа книга, ја спомнавте за македонските работи, јас мислам дека со текот на времето оваа книга може да го достигне и да ја достигне вредноста за македонските работи, која што денеска ја имаме. Мислам дека таа, ако за македонските работи била книга на 20 век, таа може да биде книгата на 21 век. Благодарам на овите зборови. Секако дека не може тоа да се спореди, но честа е голема. Со задоволство ќе ги донираме книгите на овие два универзитети. Имаме многу добри пријатели меѓу научниците. Имаме донирано и во Сорбона, имаме донирано и во Јапонија, на Хокаидо универзитетот, имаме донирано на Ломоносов, имаме донирано на Конгресната библиотека во Вашингтон, каде што требаше да одржам промоција пред 36 конгресмени. Меѓутоа, короната и некои други околности домашни ме оневозможија да се случи тоа. Ако се сеќавате, имаше месец на македонската литература и така натаму. Го спомнате книгата Македонски јазов, таа книга е на Ханс Лотар Штефан, првиот амбасадор на Германија во Македонија, една прекрасна личност, еден прекрасен човек кој остави неверојатни траги. Замислете, само иницијативно. Сега доаѓаме уште еднаш на одговор на вашето прашање што е со архивите. Тој што вели во таа книга? Вика, реков, ајде да видиме, да направам нешто, ја засекал. Државата го засекал народот. Знаете, кај нас, луѓето кога доаѓаат, сега има, например, германци, цели семејства кои живеат, чеси, англичани, американци во Македонија. И сега се чудиме, што најдоа мајката во Македонија да доаѓаат сите од немаштијата бегаат. На сите заедничко им е луѓето. Луѓето се непосредни, вика, тоа го немаме тука, вика, и ние, тоа не е најважно. Вика, знаеме дека има слабости разни, вика, ама народот е топол, вика, со комшијата можеш, вика, да направиш разговор, те поздравува, ќе се насме, дали ти треба нешто, ќе те праша и тоа, вика, нам ни е многу битно. И вика, децата наши, вика, можат да шетаат било каде, вика, секаде се безбедни. Вика, во нашиве градове, вика, не смеш, вика, дете, кај смеш да пуштиш во Париз? Не, во Париз, јас да шетам на вечер ќе ме снема, а не деца и така натаму. И Ханс Лотар Штефан во таа прилика, значи, вели вака, ај да видам, вика, што има, вика, во архивите германски. Вика, ќе барам нешто под Југославија, под Османлиска империја, она. Кога гледам, вика, цели архивски кутии, стотици, вика, кутии, Macedonian на нив пишува, специјално, вика, за Македонија. И ја, вика, тоа беше првиот шок, и таму, вика, почнав со истражување и дошол до тие сознанија, неговиот став дека грците за прв пат во Македонија доаѓаат 1912 година е апсолутна вистина. Апсолутна вистина. Каква антика, какви пак нешто. Значи,
тие стапнуваат, овие грци стапнуваат на територијата на Македонија 1912 година во смисла на сега нормално имало таму во крајбрежјето што живееле. Меѓутоа зборуваме за ова грчка наезда која Лотар Штепан ја препознал преку документите од архивите на Германија. Некој друго прашање? Да, јас ако можем сакам да развием малку една дискусија, би се надоврзал на момент кога рековте дека соседите имат некоја агенда своја, каде што или се пробуваат да ги негираат македонците не само на Балкан, меѓутоа и во Европа и на други места. Јас во оваа прилика би го спомнал мојот YouTube канал Кире Трајков, каде што објави две видеа, каде што јас водев две битки. Една со институциите на Европската Унија, каде што јас како млад човек пробав на еден централен регистар за да се пријавам нешто за работа и видов каде што се пополнуваше делот јазик, мајчин јазик и националност. Ги има сите јазици во Европа, особено оние од Европската Унија, меѓутоа и од нашите соседи. Имаше албански, имаше црногорски, имаше српски, меѓутоа немаше македонски. По државјанство, за секоја држава пишеше, пример, албанско, српско, грчко, бугарско, германско, француско, а за македонско пишуваше државјанство на Република Северна Македонија. И тоа мене ми беше чудно, зошто само за Македонија пишува на Република Северна Македонија, не пишува, еве сега и според новиот договор, македонско, државја на Северна Македонија. И јас им пишав и имав една имейл кореспонденција и за среќа можам да потврдам дека ме удоволија и на моја иницијатива би рекол, после некое време го сменија и македонскиот јазик сега веќе стои во графат каде што секој млад човек може да го избере како свој мајчин јазик. И исто и за државјанството сега се стои македонско и држава. Значи, ти како македонец не си премолчал? Така, тоа сакаш да се надоврзам, што рековте вие, се чини дека постои некоја агенда, затоа што не се тие само изолирани случаи. Има тука сите македонци што сме во Германија, кој идеш во општина да се регистрираш, ти вика не можам да те пишам македонец. Пишува нешто друго или системот нема графа македонец. Да. Вториот случај беше сега на почетокот на август, нашите млади кошаркари нели победија во Скопје, станаа шампиони и викам чекај да пробам што има на интернет и пишува на официјалниот вебсайт на ФИБА северномакедонците победија во и викам зошто? Да. И кога ќе отвориш на ФИБА и ќе напишеш македонци, речи си и да нема. А северно македонци, викам па тоа е веќе тоа е прекршување и договорот со Грција. Така. Значи таму не е предвидено. Ние сме таму и во тој договор сме македонци. Така, тоа е битен момент. И заради тоа јас се повикав и на тој договор и побарав од ФИБА да го смени делот кај што имаат напишано северно македонци, да го сменат во македонци. И што се случува? После можеби во текот на истиот ден сменија, меѓутоа не сменија сега од северно македонци во македонци, туку сменија само Северна Македонија ја победи на значи одбегна да напишат македонци, етничкото име. И после од коментарите на луѓето кои што имаат повеќе разбирање во оваа работа, ми кажа дека ФИБА фактички е едно збиралиште на антимакедонисти или имаат во управата грци, генерален директор или не знам што, и јасна е таа тенденција која што вие спомнавте. Секој грк каде и да се наоѓа, тој прво тоа го прави. А ние треба исто да реагираме. Значи, ако тој му мисли на комшијата лошо, барем ние да мислиме за себе си добро и да реагираме секаде кај што можеме. Во овие примери што ги кажуваш, ти си поголем амбасадор од овие амбасадорите што ги имавме, не знам и зошто ги имавме некои амбасадори воопшто.
ovde i zašto služi, a te najvjerojatno bea dobri dosta za shopping, će odat do nekade da kupat nešto, niti gi znajete i благодарејќи на тие такви амбасадори ние бевме, значи диаспората македонска беше заборавена, отцепена од својата матична држава. Но да не е тоа тема, меѓутоа вредно да го споменеме тоа. За жал се надевам дека работите, очекуваме, тоа е веќе политика, но очекуваме да се подобро со секој поглед. Јас би се надоврзал на вашето излагање. Би кажал едно, например, и јас работам во државна институција, кај мене у графата стои македонец. Не напиша Северно Македонец, јас се заведех самија македонец и стоам како македонец. Значи, они не принудуваат нас за да бидеме, ако ќе одиш у општина, мораш да се наведеш под Северно Македонец, пошто друга опција немаш. Мислам дека наша исто е обврска да се борим против вакви случаи, затоа што тоа е фактички и реално грешка и неправилно да нема таква опција. Јас, например, учествував на незванична филателистичка олимпијада во Лондон, добив многу високо место, позлатена, голема позлатена медаља, и таму во дипломата запишаа дека сум од Маседонија. Како што сум им рекол, така, како што се пријавив, така и запишале, така што нашата борба на секој поединец, ако се мултиплицира, таа исто така носи резултат. А тоа ќе покаже, ќе даде правец и на политичарите и на сите. Ние ги бираме нив и тие треба да го почитуваат. Мислам дека го правиме тоа, може би после 100 години ние ќе бидеме тие индивидуални случаи кои што некој може после 100 години ќе ги пишува во нова книга. Македонскиот народ остава за следните поколенија еден голем документ, а тоа е дека не се согласивме да влеземе во Европска унија по секоја цена ако ни се загрози идентитетот. И тоа не може веќе никој да го побие. Тоа е документ, иако се чувствувам поразено и понижено заради се ова политичка состојба што беше и политичките игри во Македонија, меѓутоа сум многу горд на оваа генерација што не дозволи тоа и покажа дека има достоинство и таа ќе биде генератор и мотив за една нова, поспособна генерација. Видите, нашите предци се откажуваат да за Европска унија, но не по секоја цена. Значи се има некоја своја цена која може да се плати или не може. Дали може да спомнете нешто повеќе за улогата на Русија за време на доцната Отоманска империја, да се избегнува терминот Македонија и македонци и да се користи, не знам, Румелија или било што? Дали можете повеќе за тој момент да раскажете? Документите ги имаме, тука се образложени. Значи, повеќе научници од Македонија дојдоа до одредени сознанија, дојдов и јас, така што се тоа го сублимира. Накратко, за да не ве задржувам премногу, се работи за следно. Русија како големо царство секогаш имало некои големи проекти кон Балканот. И таа сакала да ги решава работите на руски начин. Значи, дајте тоа во корпус да го решиме, да не се занимаваме со многу народи, туку тоа да биде нешто како еден народ, повеќе народи, племиња во еден народ, така што уште во времето на Екатерина Велика се направил еден проект наречен грчки проект. Значи сите на Балканот да се нарекуваат грци. Тоа брзо пропаднало и потоа се обиделе тоа да го направат со србите, меѓутоа србите за време на новата династија на Милош на Обреновиќи се завртеле кон Хазбуршката монархија и кон Австро-Унгарија, така што и тој проект пропаднал, за да на крајот се зафатат за да создадат една голема Бугарија на јужниот дел на Балканот, каде што во тој корпус влегува не само Македонија и делови на некои други држави денешни,
за да може преку една таква сателитска држава да излезе, да има влијание на топлите мориња. Значи, големите држави главно имаат интереси, тие немаат чувства кон не знам, правата и така натаму. Правата на народите ги користат само како некаков изговор. И тоа од секогаш било така. И во таа насока Русија се обидела, значи, за време на таа војна, руско-турска војна, да издржи максимум за своите интереси, да ја принуди Османската империја да се создаде една така наречена Сан-Стефанска Бугарија, за која ни самите бугари не знаеле дека е создадена. Појма немале, никој нив не ги прашал. Тие тоа го договориле русите во Сан Стефано со турците, обичниот бугарски народ ниту имало представник некаков бугарин таму. Така што тоа покажува само дека тоа е проект еден. И во едни такви околности се спротивставуваат на тоа големите западни сили. И тогаш се сетиле западните сили дека постојат и македонци таму. И сега до тогаш не ги интересира, и сега наеднаш им станаа интересни македонците и тие почнаа да се интересираат за тоа, дури испраќаа и своји емисари и има дури и непосредни контакти со војводите од македонското кресенско востание во 1878 година. И потоа и привремената влада од 1881 година. И зошто? За да се спротивстават на тие големо руски проекти. Дури во 1896 година премиерот на Британија вели како што има Бугарија за бугарите, како што е Србија за србите, така мора да има и Македонија за македонците. Таа парола после станува општо позната. Меѓутоа, меѓу Сан-Стефанскиот мир во март месец и Берлинскиот конгрес, само неколку месеци таму, 5-6 месеци. Во тие 5-6 месеци влегува во опција да се формира и посебна македонска држава. Затоа ќе има во вториот том, а најверојатно ќе имам и специјална емисија, затоа што тие проекции не се разработени во нашата наука. И замислете, кога преговарале, најзаинтересирани биле за тоа Хадушката монархија и Руската империја. Русите предвиделе свој губернатор, ова сега ви е ексклузивно, го нема вака во јавноста многу. Губернатор, еден од браќата Петковиќ од Велес, значи, губернатор од страна на Австро-Унгарија бил еден српски официр кој бил лојален на Австро-Унгарија и кој требало да се постави на една таква независна држава Македонија, но со главен град Солун, нели, во етничките граници. Што значило тоа? Кој ќе постави губернатор? Па тоа значило тој има влијание директно. И тие не се договориле, не успеале да се договорат и го оставиле прашањето за некое идно време. Тука во тие, да речеме, такви проекти, најдовме феноменални германски книги, благодарејќи Нацо и на Грозанка, и дел од тоа и ни преведува, каде што има томови на документи објавени и ние ги пронајдовме и од таму ги знаеме овие податоци. И кога тоа не успеало, а се создале нови појаки балкански држави со големи апетити, тие сите веќе се направиле проекти, и Грција, и Бугарија и Србија, за нивни големи држави на територијата, да се прошири на територијата на Македонија. Меѓутоа, Русија и Австро-Унгарија продолжиле понатаму да дискутираат што да се прави, бидејќи сега овие мали држави со големи апетити почнале реално да представуваат проблем, па се одлучиле за следно: да се откажат од тој македонски проект, туку да ги задоволат малите држави,
а при тоа преку нив да ги задоволат и своите потреби. Па се договориле конечно во 1897 година Русија да има влијание преку Србија, Бугарија и Грција, а Австро-Унгарија да има влијание преку Хрватска, Босна, Херцеговина, Санџак и Албанија. И од таму да речеме поддршката постои на Албанија од Австро-Унгарија 1912 година. Во 1897 година, кога Русија тоа го одлучила, министерот за надворешни работи, грофот Ламсдорф, ги повикува Атина, Белград и Софија им вика, сега вика, ќе ги поделите, вика, влијанијата, вика, и териториите меѓу вас. Ќе преговарате за поделба, а ние ви кажуваме дека Битолскиот вилајет ќе припадне, например, на бугарите, Скопскиот ќе припадне на Србија, а дел од Солонскиот на Бугарија и на Грција. И не ги ни прашува, само спроведува, затоа што тоа било договор. Ги повикува и има контакт со ВМРО. И грофот Ламсдорф им се заканува, а потоа и преку конзулатите и така натаму дипломатските лица, дека доколку се спротистават на оваа волја, ќе имаат директен непријател во Русија. И според одредени проценки, негде околу 1700 членови на организацијата загинале благодарејќи само на посредувањето на Русија во ова ваква политика. Дури отишла чекор понатаму, тоа е предмет и на наша тема, забранила на Белград, Софија и Србија и на сите други, дури и забранила и на Османската империја, толку била моќна, да се употребуваат имињата Македонија и македонци, со образложение дека ако наместо Македонија да се пишува трите вилаети, а наместо македонци жители на трите вилаети. Нешто ви е познато ова? Граѓани на Северна Македонија. Еве го сега тоа го прави и Европа со нас. Така и врз исходот на Илинденското востание. Во 1902 година ние го пронајдовме документот каде што султанот дава наредба на валијата во Битола каде што се забранува користење на името Македонија, затоа што русите велат вака. Ако ги споменуваме македонците, тоа веднаш алудира на посебен народ. Ако спомнуваме Македонија, тогаш алудира на посебна држава. Никакво спомнување во документите. И таков документ го пронајдовме ние 1902 година. И пред самото востание, конзулите руски добиле задолжение да им пренесат на војводите, на водачите на ВМРО, дека доколку дигнат востание, не само што нема да добијат поддршка од Русија, туку и ќе и помогнат на Турција да се задуши тоа востание. Вака, накратко. Да, благодарам. Добро, јас мислам сосема доволно да секојаш има и повеќе. И благодарам на вниманието.